Своевремено една од најнепосекуваните одбојкарки кои што играла на плото на Струмица или на спортските терени во Струмица, но сега струмичани лудуваат или пак едноставно бодраат за секој нејзин остварен поен во таборот на наковски волеј. Лилија Ковачевич во подкастот Биди свој. Лилија, благодарам што се озвавте на поканата да поразговараме за тоа Лилија Ковачевич да биде своја, иако би сакал на самиот почеток да кажам, вие сте од Скопје, не сте струмичанка. Реков дека своевремено многу не ме посакуваа кога игравте овде на спортските терени против струмичките одбојкарски екипи, но сега сосема е поинаква сликата. Како е чувството да се игра во Струмица? Здраво, пред се ви благодарам многу на поканата. Па искрено тоа што сте го слушнали вие дека не ме посакувале и лично и мене ми го кажаа дека воопшто не ме сакале пред да ме запознаат, ама сега мислам дека сум многу добро прифатена од нивна страна. Дојдена сум овде да играм, исто така и сум како еден од тренерите на малите деца во ОК Наковски, благодарение на моите тренери Хари Наковски и Александар Митев, и јас исто така мислам дека и децата многу убаво ми имаат прифатено. Така. Колешке? Колку години си во одбојкарскиот клуб Наковски волеј? Во Наковски волеј ова ми е веќе втора година. Да. Покрај професионална одбојкарка, ти си и тренер, како што спомна, на младите. Кажи ни малце повеќе во тој дел. Како ви поминува еден час на тренинг, како те доживуваат младите? Факт е дека си идол на многу млади деца во Струмица. Кажи ни еден твој тренинг, како поминува? Па најчесто одам на попладневните тренинзи со од 6 до 9 оделение. Како што напоменав, благодарение на моите тренери можам да стекнам поголемо искуство. Ги пратам нивните чекори, они ми кажуваат како, што да правиме, да тренираме. Додека бев во Скопје имав една година прилика да бидам тренер на млади деца. Откако дојдов овде, веќе осеќам дека имам поголемо искуство и дека во иднина би сакала да работам и да се занимавам со тоа. Лилија рече дека ова е втора сезона, ако не се лажам, во Струмица, но и во самата најава реков дека кога играше во противничките табори, што значи дека не си од вчера во македонската женска клубска одбојка. Сега, колку време се занимавам и кој ти го нанесе тој одбојкарски нерв? Се занимавам веќе скоро 12 години со одбојка. Како и секое дете, почнав на балет, на игра орна, ама ја препознаа таа хиперактивност кај мене моите родители и решија да ме запишат да спортувам. Една година тренирав кошарка и после тоа се префрлив на одбојка. Љубовта некако дојде сама од себе. Мојот татко ми беше најголема поддршка и ден денеска. Заедно со него одевме попладне на вечер на тренинзи, значи ме чекаше на трибините, ми го гледаше секој тренинг. И потекнувам од спортска фамилија и така израсна во мене љубовта спрема спортот. Што сакаш да кажеш, дека татко ти спортист одбојкар или? Не, он е кошаркар, има играно овде во Струмица на времето. Да, во Струмица во клубот и некако од таа спортска фамилија и јас навлегов во спортот. Ајде мома потсети се, прв пат кога ја фати одбојкарската тока, бидејќи рековте дека бевте балерина, односно играорка во фолклорно друштво, па кошарка, но како беше тој прв момент кога требаше со одбојкарската тотка? Прво, започнав на физичко, час по физичко имав и професорка ми беше професорка по физичко ми беше, таа што му беше на брат ми класна. И се познававме многу добро и таа ми рече, ајде да пробаме, вика, со одбојката. И јас еден час на физичко ја фатив топката, викам, ова ми се свиѓа, сакам да пробам, отидов тогаш, ме запишаа во Форца, а воедно тоа и не е многу блиску до таму каде што живееме. И некако така се почна спонтано и ден денес трае и мислам дека уште долго време ќе трае. 12 години. Паралелно си била и средношколка, девојка која што во тинеџерски години мора да биде посветена и на одбојката, бидејќи секоја работа си бара свое време. Како успева Лилија да ги распореди сите периоди од денот и за учење, и за спортување, па и за ноќниот живот?
За ноќниот живот многу жртвуваш пред се. Значи многу пати не сум излегла со моето друштво петок навечер, сабота навечер, бидејќи петок навечер се знае имаш тренинг, сабота имаш утакмица или гостуваш или играш дома, сепак е некој термин кој што е попладне. И недела вечер изморена. И недела вечер изморена, во понеделник си во школа. Ноќниот живот недела. Да, недела вечер нема ништо и некако си преморен, имаш за учење. Кога одиш во смени, балансираш, сабајле учиш, попладне одиш на школо, зимаш опремата во школо и те носнат на тренинг. Сега, додека бев во Скопје, малку ми беше далеко и салата и се. Татко ми ме чекаше пред школа, ме зимаше, носеше у сала и од таму ми го гледа тренингот и ме враќа. Млада личност, што беше тоа што ве води цели 12 години да не се откажете и од одбојката и од учењето, што гледа дека ќе се надоврзиме, бидејќи сте во моментов и студентка. Да. Но што е она што ве влечеше? Дали тој некој одбојкарски нерв, желба за да се докажеш дека можеш да бидеш успешна? Не знам, што беше таа звезда водилка? Пред се желба дека можеш да правиш повеќе работи во исто време и да си успешен и на секое поле. Јас колку што се фокусирав и на школото, ама се фокусирав многу и на одбојката. Значи имам своји доли и некако гледав, ги пратев нивните чекори. Јас, колега, би сакала да прашам тука. Сведок сум на многу надпревари, доаѓам на надпревари, ве следам и знаеме дека е доста тензично на 90% од надпреварите и има нервози, има непријатни ситуации. Меѓутоа морам да забележам дека Лилија е секогаш најсмирена од сите на терен. Како ти успева тоа? Значи во таа една таква тензична ситуација, како успева Лилија да биде смирена? Барем ние така те доживуваме од трибините, да си толку смирена и сконцентрирана на самата игра. Како успеваш во тоа? Па, дали тоа со тек на време, како што сум го стекнала искуството, или пак можам да кажам дека тоа е и до карактерот на човекот, секој различно реагира, некој може побурно, некој посмирено, ама јас додека сум на терен гледам да сум фокусирана само на играта, на поенот што следи, на тоа што тренерите ќе ми кажат, а воопшто не ме интересира што зборува публиката и дали судијата нешто нас ќе ни скоментира или не. И еве ме интересира уште тоа, ја слушате публиката во моментот на игра или не? Како успевате да се сконцентрирате на играта? Јас искрено публиката додека трае поенот не ја слушам. Од кога ќе заврши поенот, доколку сме го земале, е атмосферата прекрасна, морам да признам. А доколку го загубиме поенот, публика како публика знае секој да искоментира. Постои ли нешто што може Лилија да ја изнервира, да ја извади од кожа во момент на утакмица? Да, голема неправда, например, неправилно досуден поен, кој што сите го гледаме пример. Например, можам да кажам дека топката оди во поле, е досудено аут, ама не можеш да реагираш. При тоа и ние кај нас се уште не е воведена таа вар, челендж. Не е воведено челендж и не може да излезе реалноста. Да. Рече дека таков сум по карактер, барем колку што разбрав. Во 5 збора, ако може да се опише Лилија Ковачевиќ? Смирена, толерантна, дружелюбива. Тешко прашање, колега. Не знам. Да. Добро, ајде тогаш негативни. Што е она негативно што го поседува Лилија Ковачевиќ? Лесно попустлива, одма ќе кажам. Значи, тоа можам да добијам впечаток дека секој може да ти се качи на глава? Па, како што кажав, толерантна сум и трпам и вајда веќе кога ќе ми пукне филмот, пресекувам. Ама многу пати може да ми се качат на глава. Добро, јас сепак мислам дека не си толку мирна на во оние дуели со судиите. Често пати знаеш да бидеш малку поостра и некој сега не сум сигурен дали навистина грешка досуден поен или не, но знам дека знаеш бурно да реагираш. Знам бурно да изреагирам. Кога сметам дека јас сум во право и, например, сум видела топката каде оди, само ми доаѓа тоа, само од себе ми доаѓа да одам да се бунам, ама во моментот кога тој ќе ми покаже рака, врати се назад, сваќам дека јас не сум капитен и немам право тоа да го правам и се повлекувам. А место јас да избројам до 10, јас одма одам и одма реагирам. Вака си бурна и во приватниот живот? Па не. Не. Што да може најмногу да ти извади од кожа во приватниот живот? Во приватниот живот, па исто така неправда на секое поле.
На секое поле може да ме извади од так неправдата. Да. Реков дека се уште си, односно си млада личност, се уште и одбојката и сакате да академски се надоградите, ако не се лажам, Мери ми кажа дека студирате турски. Мераба Нердерсен. Да, да. Да, турски јазик и книжевност го положив и последниот испит во тек сум на припремање на дипломскиот труд и се надевам дека во јануари веќе ќе бидам дипломиран студент. И сега не интересира од каде љубовта баш за турски јазик, како дојде до тоа? Кога бев трета година средно на 16 години, заминав во Турција, во град Орду, тоа е горе кај Трабзон на Црно море излегува. Една година живеев таму, играв и учев паралелно во турска школа. И една година подоцна се вратив и веќе запишав четврта година средно. И нели кога си четврта те прашуваат што ќе студираш, што планираш понатаму. Јас искрено немав никаква идеја, пошто и сум човек кој што во 5 за 12 одлучува што сака, што ќе прави. Јас така при крајот на четврта средно сватив дека сакам од поблиску да го запознам турскиот јазик, турската култура, религија и едноставно желбата излезе на виделина и јас... Мора сега да име на турска баклава. Еј, таа како би ја изала. Значи тоа дека имаш амбиции во иднина да бидеш професор по турски јазик. Каде се гледаш после, не знам, 5 или 10 години? Дали ќе останеш одбојкарка? Како професионално занимање да ти биде? Може ли да биде одбојкарка како занимање или да бидеш професор по турски? Јас пред се да сум здрава и жива и би сакала стварно уште долго да се занимавам со одбојката. Имам некои планови за да продолжам со магистарски да запишам постдипломски студии, ама тоа уште сум во размислување кон кој пат ќе отидам. Би сакала исто така да се занимавам и како преведувач, да преведувам од турски на македонски или од македонски на турски јазик. Да. Да. Не се гледаш некаде надвор од нашава земја, вака поврзано и со турскиот јазик и со одбојката? Па искрено, не знам што носи денот, ама доколку има прилика, има некоја убава можност, секако дека би сакала да пробам. Не, со оглед дека веќе пред си бил една година во Турција, си играла и одбојка, сега го знаеш добро турскиот јазик. Предпоставам дека ова се што досега ќе ти влези во сибито, зашто да не? Зашто да не? Турскиот шампионат е голем предизвик е тоа. Од нашиот македонски да се биде дел од тоа. Лилија, постојано има некој јас меѓу струмичките одбојкарски екипи и скопските. На што се дължи тоа? Па, јас како што имам слушнато е дека не ги сакаат скопјаните. Ама и вие па не сакате нас. Јас тоа лично не можам да го кажам зашто јас тоа така не го осеќам, ама од секогаш имала некоја нетрпеливост, да, некоја нетрпеливост. Искрено причината не ја знам, дали дека ги гледаат како скопјани поголеми конкуренти, дали бидејќи имало повеќе клубови, повеќе амбиции за титули. Јас мислам дека тоа е една од причините, ама морам да кажам дека и струмичанки се држат многу добро. И сега ако ве прашам, добро сега ова сезона не бидејќи да, доминација имаат скопските клуби, кои се подобри одбојкарски клуби во женска конкуренција? Во Скопје ли? Не, во Македонија. Во Македонија? Па, Струмичките или скопските? Јас мислам струмичките. Ова сега заради Наковски во Не, во моментов можам да кажам и дека Наковски е еден од најдобрите клубови кој што и атакува на титула, со тоа што сме многу млад тим. Од лани пробавме од прошлата сезона пробавме да собереме некој искуство и мислам дека тоа сега ќе го покажеме, ќе излезе на виделина, зашто морам да признаам дека сум тренирала во повеќе клубови, ама како што се работи овде, не се работело, значи има максимална посветеност, има многу голема љубов, желба од страна на играчите, како и во секој клуб, секој што тренира сака, има желба. Предпоставам ли дека секаде се работи, но таа натрпеливост и тој јас меѓу струмичките и скопските клубови ќе продолжи во иднина. Поентата е тоа што да се докаже кој е подобар. Струмичани ќе кажат да, може скопските клубови, ама со струмички деца. И не е далеко од вистината.
Не е далеко од вистината. Бидејќи добар дел од клубовите во Скопје имаат одбојкарки кои што се од Струмица или пак имаат корени од Струмица. Ние многу добро знаеме Струмица како град на одбојкарките, повеќе од пола репрезентација во мајшките се струмичани, кои што сите тие играат надвор. Да, уште на прашање ќе продолжиш Мери. Да. Предпоставам приватно. 2023 ќе биде година кога Македонија ќе биде домаќин на Европското првенство, но и селекцијата ќе биде машка во Европската златна, а еве најавуваат дека женската селекција ќе биде во Европската сребна лига. Колку таа репрезентативна обука недостасува? Факт е дека некако оваа сениорскава селекција каде што предпоставувам дека Илија може да заигра слободно, зашто да не, и недостасува. Некако репрезентативната облика во женска конкуренција не се сведува во овие младински конкуренции, да, но не и во сениорскиот состав. Колку таа репрезентативна облика недостасува? Јас мислам дека многу недостасува, зашто има повозрасни играчи кои што уште играат и кажуваат како тоа било, тоа е реално секој човек секој спортист сака да заигра за репрезентација. Тоа е чест да го носиш ти дресот на нашата република, на нашата држава. Јас мислам дека многу недостасува, бидејќи секој младо дете кој што спочнува со спорт, цели кон тоа му е најголема желба еден ден да заигра за репрезентација. И да оствари резултат. И да оствари резултат, да. Како што се момците. Пред да преминеш, еве само, како ти почнува денот, те молам од Сабајле, кога станува Лија, кога доручкува, што доручкува, понатаму, 24 часовен скрининг на Лилија Ковачевич овде во Струмица. Наутро станувам некаде пред 8 часот, 15 до 8. Ако имаме теретана, одам во теретана и најчесто јадење пред теретана ми е една банана, колку да имам енергија само. После теретана се враќам и доручкувам нешто дома, спремам овес, со овошје, нешто така. Па готвам доручак. Имате ли специјална програма за исхрана како спортист? Дали се држите по некоја програма? Јас лично, да, си се држам, гледам да внесувам и доволно протеини и доволно јаглихидрати, пошто ние стварно многу трошиме, а гледам и после тренинг навечер касно да не внесувам многу храна, бидејќи се пак касно завршувам и таа потешко се вари. Инаку, да, го продолжам да. Да, ме интересира, многу лично ме интересира како те денот. Да. Или ручекот. После теретана, нели си одам дома, ќе доручкувам и после тоа одам, ако имам време, пијам едно кафе или одам со децата на тренинг, таму знам да бидам 1 или 2 часа. После тоа одам ручам, си одам дома, одмарам, доколку имам слободно време, знам да читам книги или да гледам некој филм. До сега спремав испити, ама веќе имам повеќе слободно време. Најчесто тренинзите ни се навечер, кај 7-8 саатот, пред 7 излегувам, одам на тренинг, тренираме, завршуваме, се враќам дома, домашни обврски, мојот ден завршува негде кај 11-11:30, веќе си преморен. Да. Спомна книги и филмови, баш и тоа ме интересира, меѓутоа малце да се навратиме на тоа колку Лилија е позната помеѓу младите, претежно малите деца. Го знам тоа. Можеш ли да ми кажеш некоја анекдота и некоја случка од тоа како тие, свесна сум дека те пречекуваат и пред утакмица и после утакмица и како те доживуваат во градот додека се движиш низ кафичи и низ улици во Струмица? Кажи ни некоја интересна случка. Најчесто ми се случуваат тие случки по утакмица. Доаѓаат да земат автограм или да се сликаат. Еднашка се има видено и ме има нацртано на лист и под тоа да се потпишам. Автограм, да. А исто така ми се има и понепријатна ситуација случајно. Минатата сезона загубивме една утакмица овде од нашиот градски ривал и јас вечерта, моите беа дојдени и викам со мајка ми, ајде малку ќе излеземе да прошетаме. И ние шетаме низ центарот и позади мене одат девојчиња и викаат Наковски, Наковски. Ама да, се е тоа интересно. Да. Ми спомна дека читаш и книги, баш не интересира кој жанр на книги го читаш. Најчесто сакам да читам романи. Некако сум
повеќе по таа романтика, а доколку пак кога гледам филмови, гледам да е некој документарец. Сакам да гледам за познати личности, сакам, бидејќи таму е прикажан нивниот живот. Тоа што ме прашавте вие, нивните денови како поминуваат, и тоа многу ме интересира. Која е последната книга која имаш прочитана? Ова завршува со нас. Значи љубов, интрига. Љубов, да, интрига. Интересно. Значи ли тоа дека Лилија е романтична? Па да. И сега да прашаме нешто малце по-интимно, ајде да кажам, залюбена си? Да, залюбена сум, имам дечко. Тоа е Подолго време? Да, веќе 4 години. Или? Не, од Скопје. Како се одржува една врска на дистанца? Ти си во Струмица, тој во Скопје. Јас знам дека ти живееш во Струмица, Да. не си во Скопје. Како ја одржувате таа една врска? Дали е возможно да Возможно е, со тоа што јас мислам дека што повеќе и подолго си надалечина, толку е љубовта некако поголема меѓу вас. Јас најчесто знам за викендите да одам или тој да дојде, па сепак блиско е Струмица Скопје и некако се гледаме, ама најбитно ми е да имаме разбирање меѓу себе и најбитна ми е таа поддршка што јас ја добивам од него, да продолжам и да се занимавам со сето ова. Да. Нема да прашам кој е спортист? Не. Не е спортист. Ова го поставам бидејќи мислам дека само спортистите имаат разбирање за таа далечина. Па не е спортист, ама бидејќи и он живеел во странство, можеби па и таа Сепак професијата може да го поврзувала на други места, бидејќи секој спортист не знае каде ќе биде утре, бидејќи таква му е професионалната кариера. Да. Рече ја има поддршката од него. Доаѓа често овде во Струмица? Доаѓа, да. Мада ние играме многу често и во Скопје. Значи ние сме секој втор викенд во Скопје, Скопје-Струмица. Одам и јас, ама доаѓа и тој. Да. Што ти били по секоја победа или по секој пораз? По секоја победа нормално честитам. После тоа може да подебатираме јас како сум играла. После пораз јас сум пред се многу самокритична и јас можам ќе си кажам се каде сум сгрешила, не ги гледам во тој дел убавите моменти, ама он знае да ми ја даде таа поддршка и да ме мотивира да продолжам да се трудам да работам на тоа и ги вади тие убавите моменти, ако го направи тоа, ако го зема таков поен и такви работи. Значи сепак дискутирате, анализирате. Да. Значи го разбира спортот. Па од кога е со мене беше изгледа принуден. Добро, колешката те праша како се одржува таа врска на далечина, барем колку што разбрав. Ама тоа љубовта не препознава граници ниту пак време. Ја реков млада си, би рекол дај Боже конечно да заиграш во сениорската репрезентација, бидејќи нели ќе имаме во Европската сребрена лига конечно да се турне некој напред. Би рекол успешна, иако допрва може да бидеш далеку многу поуспешна, но која е она порака што би сакала да те упатиш до сите млади, до припадничките на понижен пол, бидејќи живееме во едно динамично време. Време исполнето со IT технологија кој што буквално не заробува во 1 на 1 квадратен метар. Кој е она твоја порака? Да си ги пратат своите соништа и никогаш да не се откажуваат. Нормално е да има период во животот каде што сакаш да се откажеш, да кажеш јас пример веќе не одам да тренирам, не одам на тренинг, ама најбитно е ти да се издигнеш, да излезеш се појак од тоа. Најбитно е само да си ги пратат своите чекори, своите цели и верувам дека еден ден и тие сите ќе станат успешни на полето што ќе го одберат. Да, Лилија, предпоставам дека не си гледаш во Струмица, дека широчините се многу поголеми во твојот живот, многу успех каде и да си, и на приватно и на професионално поле. Ова нека биде пострек за останатите млади. Лилија Ковачевиќ да биде идол за некој од тие што ќе не пратат и да стапне по незините чекори и да ги живее своите соништа. Благодарам, колешке. Многу и на вас. Благодарам и јас на гостувањето.